Добре дојде во вестите за Огнен Вангелов, автор на извештајот на Freedom House за Македонија за 2022 година. Добар ден и поздрав за вашите гледачи. Добар ден, драго ми е, благодарам што сте ми гости. Се работи за извештај за демократските капацитети, оценката на Македонија, демократска. Како ја дефинирате Македонија? Транзиционен или хибриден режим? Се мисли на демократскиот статус, оценката е 48 од 100, демократска оценка 3,86 од 7, и може да се заклучи дека ова повторно не се добри оценки за капацитетите на оваа демократските капацитети на оваа држава. Па да, тоа се параметрите кои ги определува Freedom House, нели? Тие ги има тие класификации на демократски држави и да појасниме дека тука се работи за транзициони држави, односно држави од поранешниот Советски сојуз и Источна Европа. Посткомунистички само се рангираат овие држави, бидејќи Freedom House има и друг индекс за слобода во светот, каде што се рангираат сите држави. Ова е само за посткомунистичкиот блок држави, да, Источна Европа, вклучувајќи ги и државите кои се сега членки на Европска унија, например Унгарија, Полска, сите се тука од Источна Европа и тие класификации на државите до каде се стигнати во својот демократски развој се определени од Freedom House и според нивната класификација, нели има најнапред што стигнале со својот демократски развој како консолидирани демократи, потоа втората група се полуконсолидирани демократи, па доаѓаат хибридни режими и понатаму подолу се авторитарните режими. Пред авторитарните е Македонија. Да, Македонија е на среде пат, сега тука има варијации со рангирањето на Македонија во последните 20-30 години, но генерално оценката за Македонија е во рангот на хибридни режими. Сега, тука е некаде на граница кон преминување во групата демократи, бидејќи од над 50 проценти може да се говори за демократија. Влегува во зоната на демократи од неконсолидирани па нагоре, меѓутоа се уште не го поминала тој праг. Вие гледате подобрување во локалната власт, всушност се подобрила од 4 на 4,25. Да, тоа е минимално подобрување. Оценката главно е иста како оценката од претходната година. Генерално има минимални подобрувања од 2017 година, од промената на власта на Никола Груевски. Меѓутоа, тие не се такви драстични подобрувања какви што би сакале да бидат, нели? Сега, и самата методологија на Freedom House е таква дека нагли скокови нема генерално, освен ако не се работи за некои исклучителни случаи на некаков енормен развој, демократски, економски, така натаму, што може да се види во извештаите од раните 90-ти години по падот на комунизмот и, да речеме, првите 4-5 години, кога некои земји брзо напредува во демократскиот развој, но тој брз напредок во демократскиот развој, потоа видовме дека регресираше кај некои земји како Унгарија и Полска. Најдрастичен пример е Унгарија. Кај Македонија тоа останува главно стагнантно долги години, има некои варијации, некогаш оценките се подобри од претходно, некогаш се полоши, имаше назадување во текот на владењето на Никола Груевски. Подрастично назадување беше од 2015-та, меѓу 2014 и 2017-та. Така, некаде од 2000-та година па се до 2014 има подобрувања, меѓутоа тие се така не многу драстични, нели? Остануваме во зоната на хибридни режими. Да. Одиме со извештајот, најголемата загрижена сушност не е изненадување, судство, корупција, ќе одиме дел по дел. Судство. Пишувате структурални проблеми дека има околу судските институции, недоволна независност, транспарентност, недостаток на финансирање, неефикасност и спомнувате важна реформа за дигитализацијата на судовите, иако и генерално се говори дека колку е важна за борба против корупција дигитализацијата, која никако да почне по примерот на Естонија, имаше и таков проект од САД.
која почна, велите, дигитализацијата на судството 2022, за се зајакнат судските капацитети, но е стагнирано практично. Така, значи, извештајот опфаќа настани што се случувале во текот на 2022 година, и тоа треба да се каже во извештајот, дали има напредок, назадување или стагнација во однос на претходната година. Оценките се не генерално, сите се исти како во претходната година, освен како што напоменавте, за локалната самоуправа, бидејќи имаше некои елементи каде што можеше да се забележи мал напредок, па со колегите од Freedom House согласивме дека тука треба да има мало напредување. Споменувате финансиски притисоци дека се ублажени со зголемувањето на сметките на струја, со прифаќање на предлозите од асоциацијата. Тоа беше оние апели од ЗЕЛ за да се ублажат сметките во однос на енергетската криза на општините, каде што власта тука помогна, но еден малку поструктурен напредок е промената на законот за финансирање на локалната самоуправа, каде што се зголемија стапките на даноци кои општините ќе ги прибираат, и од тука се гледа дека може ова да значи некој позначен напредок. Затоа оценката е минимално зголемена, а не повеќе, бидејќи треба да се види понатаму како ќе се одвива таа ситуација со прибирање на даноците и независност на општинските власти во однос на своите финансии. Така што главно ситуацијата е како во претходната година, значи нема некое поместување кое ќе даде некакви сигнали дека во однос на демократскиот развој Македонија тргнала силно напред. Околу судството, да се задржиме. Околу судството, исто, тоа се однесува на оние настани кои се случиле во 2022 година, кои се забележани таму во извештајот. Врз основа на тие наративни елементи се определува дали судството напредувало во некои сегменти, дали назадувало или ситуацијата иста. Проценката е дека е ситуацијата како и претходно. Она за дигитализацијата, кога министер беше Тупанчевски, нели, започна една иницијатива за дигитализација на судовите, и дека тоа е во почетна фаза. Тука се подпираме и на извештаи на стручни организации кои го следат судството, кои велат дека дури да започне таа дигитализација организирано и добро, сепак ќе оди тоа бавно, бидејќи се работи за многу сложена проблематика, каде што треба да се менуваат голем број закони, да се системски тоа да се уради како што треба, за да се забележи некој видлив напредок во дигитализацијата. Затоа таа оценка не е подобрена, бидејќи тоа треба да се види допрва како ќе се одвива, но се нотираат тие промени, да речеме, но генерално оценката е иста, затоа што веќе јавноста знае која е ситуацијата со судството. Тука имаше дури, нели, се подпираме на анкетите на јавното мислење, каде што Ири вели дека само 4% кон крајот на годината, нели, имаше анкета на Ири, само 4% од граѓаните има целосна доверба во судството. Генерално, нели, довербата во сите институции е ниска, но кога се однесува до судството, таа е една од најниските во однос на целосна доверба. Потоа сите оние настани кои се случува во однос на изборот на јавниот обвинител за организиран криминал и корупција и така натаму. Извештајот нотира дека не е се така црна, например Комисијата за спречување корупција. Ја пофалувате ДКСК? Таа е пофалена од повеќе места, не е само од Freedom House, се нотираат сите настани кои се однесуваат на таа комисија и се забележува известна проактивност, нели, но таа комисија нема механизми да гони криминал и корупција, таа само може да го регистрира и да упатува на институциите каде што треба да се гони тој криминал. Меѓутоа, во однос на активноста, во однос на проактивноста на таа институција се нотира напредок, иако оценката не е подобрена. Во самиот извештај се вели дека комисијата била посебно активна и тоа треба да се увиди и понатаму треба така да работи својата работа. Ќе видиме следната година какви ќе бидат резултатите во однос на судството. Значи, битно е да се каже дека тоа се годишни извештаи и тука генерално не се очекуваат големи разлики, како што реков, скокови или регресирање поради самата методологија. Може да има
известни напредоци, така, но... Да, велите ќе видиме какви ќе бидат оценките и забелешките следната година. Еве, околу ДКСК, антикорупцијската комисија, е предмет постојано на напади. И на политички функционери, на тројца вице-премиери беше напад, на Груби, на Маричич, на Грковска. Сега јавното обвинителство кажа дека ја прекинува соработката, навредени, лути. Да, можеме да кажеме... Сето ќе биде дел од извештајот за 2023 година. Да, но ова влијае сериозно, всушност ја подкопува работата и борбата против корупција со сите овие напади. Да, тука веќе зборуваме за оној принцип на хоризонтална отчетност, кога институциите во поразвиените демократии има таков механизам, се нарекува хоризонтална отчетност, кога самите институции меѓу себе се контролираат и бараат отчетност од другите институции според тоа како се позиционирани во системот. Кај нас таа хоризонтална отчетност е проблематична и од секогаш била проблематична, кога самите институции не можат да ги извршуваат своите надлежности како што би требало да ги извршуваат, за да може да има контрола врз системот на владење. Да. Така. Во развиените демократии тие системи се независни, функционираат горе-долу независно и може да ги извршуваат своите задачи, така се контролира и корупцијата, и злоупотребата на моќ и на власт и така натаму. Сега, ова што го кажавте дека комисијата е нападната од различни други чинители во власта, дали е тоа извршна, дали е судска, тоа ќе биде анализа на следниот извештај, ќе видиме зошто е тоа така, ќе се обидеме да ги толкуваме тие настани, но со оглед на тоа дека комисијата има, иако и таа во јавноста не е добро перципирана, поради општата ситуација со корупцијата, сепак дава надеж дека барем една од институциите е сериозна во својата работа и сака да го истера својот мандат максимално како што треба и колку што може, колку што е доделен. Околу корупцијата, дефинирана во извештајот ваш како систематска, велите дека е долг проблем од независноста на Македонија и говорите за високи ризици, јавни набавки, партиско финансирање кампањи, дискрециони моќи во издавање на дозволи и лиценци. Но борбата на воопшто на власта тука застанува. Всушност ова се механизмите на таа борба. Да, оценката за борба со корупција или корупција генерално е една од најниските оценки во тој извештај, нели има 7 категории и една од најниските, ако не и најниска, е корупцијата. Тоа не е само проблем за Македонија, тоа е регионален проблем. Генерално секаде борбата со корупцијата е оценета најниско во Западен Балкан, но и во некои земји од Источна Европа, например Унгарија тука доста назадува. Така што затоа се вели дека се тоа системски проблеми кои бараат системски решенија. Сериозни напори од сите чинители во власта, дали е тоа извршна, дали е законодавна, тоа поле конечно да се уреди како што треба и како што доликува на демократска земја, односно земја која се декларира како демократска, меѓутоа извештаите велат дека уште не стигнала до оној степен на демократски развој за кој може да се каже дека граѓаните веруваат во системот и веруваат дека институциите ги штитат нивните права и интереси. Така што затоа се вели дека е системски тој проблем. Ние постојано слушаме дека има се најавуваат нови реформи во одредени сектори во правосудството, дека ова ќе се смени, она ќе се смени, но ситуацијата е стагнантна и тоа многу години наназад. Значи тука Freedom House не наоѓа никаков напредок во однос на претходниот период од владењето на Никола Груевски, и во судството исто така, така што тоа се сериозни проблеми кои бараат многу итни ангажмани, но оние кои се надлежни тоа да го решаваат. Добро. И државните вработувања ги нотирате, базирани врз партиско членство или непотизам, како предмет на висока загриженост. Да, и тоа е веќе оценка која
постоела во претходните години во однос на корупцијата, само се наведува дека тоа продолжува и понатаму, дека сериозни исчекори во таа сфера не се нотираат сериозни исчекори, дека дури некои минимални напредоци не се доволни за да ја сменат општата слика во однос на тоа каква е корупцијата во државата. По сите тие параметри кои се разгледуваат врз основа на тоа како власта се однесува. Да. Власта земено во најширока смисла, тука влегуваат не само законодавната, односно законодавната извршната власт на централно ниво, туку и општинските власти, сите чинители каде што постои моќ на одлучување. Кога ве представив, кажав дека сте автор на извештајот Freedom House, инаку вие сте и политиколог професор во American College и сушност еден од членовите на историската комисија. Сега не говорите, се разбира, говорите како автор на Freedom House, но сепак го ја спомнувате всушност Бугарија и проблемите кои настануваат со бугарското вето, односно францускиот предлог и преговорите. Да, тоа се однесува на општата политичка клима, нели, во тоа извршно резиме на извештајот треба да се наведе општата политичка клима и ситуација во државата, потоа се оценуваат сите тие посебни сегменти и се наративно се разгледуваат. Во однос на таа општа во извршното резиме во однос на општата политичка клима, нели се нотира големата поделба меѓу власт и опозицијата, поларизација која се продолжи со усвојувањето на француски, односно прво со појавувањето на тој француски предлог, потоа со усвојувањето, за тоа сме сите сведоци, нели, каде што власта вели дека е тоа добра основа да се оди понатаму во преговорите, опозицијата тоа не го прифаќа, се уште трае таа ситуација, ова станува збор за 2022, нели, имаше и протести веднаш по сигнализирањето на власта дека ќе го прифати тој француски предлог, потоа опозицијата рече дека тоа нема да го прифати во никој случај, дека ќе побара тоа граѓаните да одлучат за тоа прашање на референдум. Наративно се објаснува таа ситуација и што е причина за таа поларизација моментално во 2022 во државата. Бугарските здруженија ги анализирате еднакво во Македонија и проблемите кои настанаа со нив. Во однос на двата клуба, да, тоа во делот за граѓанскиот сектор, нели има посебен дел за граѓанскиот сектор, таму се опишува каква е ситуацијата со граѓанските организации, нормално се осврнав и на отворањето на клубовите, потоа нивното затворање, менувањето на законот, сето тоа фактички мора да биде наведено во извештајот, бидејќи се едни од битните настани во таа сфера во државата во 2022 година. Значи само се даваат фактите на настаните и што е заднината за тие настани. Така што да, тоа е според мене и според многумина други кои се во таа организација, бидејќи извештајот точно јас го подготвам, но поминува низ многу филтри и мора консензуално да се донесе од уредниците на Freedom House за да се објави. Така што проценката е дека да, во 2022 една од главните теми на кои власта и опозицијата жестоко се разидоа беше токму, нели, францускиот предлог и тоа се уште е проблем меѓу власта и опозицијата. Зошто е тоа битно да се каже во извештајот, бидејќи кога постои силна поларизација во политичката сфера во општеството, а се работи за демократски систем, тогаш тоа не може да значи дека е нешто добро. А кога поларизацијата оди дотаму да има константни блокади во собранието, да не може нормално да функционираат институциите, тогаш може да настане проблем во владењето и во функционирањето на целиот систем. Тоа не може да биде добро за една демократија. Сега разбираме дека поларизација има во сите демократски општества. Таа поларизација е неопходна, бидејќи постојат политички партии, не може сите исто да размислуваат. Нели, ние зборуваме за една поекстремна фаза на поларизација, која може да доведе до блокада на системот и понатаму до потешки последици на самиот систем на управување и на функционирање и така натаму. Добро, на крај сме на овој разговор. Огнен Вангелов, ви благодарам што бевте гостин во Вестите. Благодарам за поканата. Благодарам.